Здраво Македонијо, добре дојдовте во вечерното шоу. Денови на веселба, славење и радости. Конечно дојде првата изборна победа за Венко Филипче, Јон, Жерновски, Богданка и дружината. Каде победија? Па на изборите во Унгарија. Како каде? Петер Маѓар е нов премиер на Унгарија. Убедлива победа на партијата ТИСА на парламентарните избори. Првичните резултати покажуваат дека 138 од 199 места во унгарскиот законодавен дом ќе припаднат на новата владеачка партија. Маѓар, поранешен соработник на Орбан, во кампањата вети дека ќе ги обнови односите на Унгарија со Европската унија и НАТО, врски кои беа нарушени под власта на Орбан. Пред десетици илјади подржувачи во центарот на Будимпешта порача дека победата е историски момент за земјата. Но е особено историски момент и за Социјалдемократскиот сојуз на Унгарија, Македонија и Србија. СДС УМС. Овој голем успех, порача Маđар, следи после големите успеси на СДС УМС на парламентарните избори во 2024 и локалните во 2025 година, каде несомнено се виде нагорниот раст и трендовите кои доведоа до оваа огромна победа. Вечер во вистината преовлада над лагите. Денес победивме затоа што унгарците не прашаа што нивната татковина може да направи за нив. Тие прашаа што тие можат да направат за Социјалдемократскиот сојуз на Унгарија, Македонија и Србија. И откако дознаа дека Филипче, Јон, Богданка и Жерновски крвареа на пресконференции со недели наназад, решија дека ќе гласаат за победа на СДС УМС на овие избори и со тоа, после оние тесни битки во Маврово и Ростуше и успесите во Кривогаштани и Богданци, конечно СДС УМС победи во цела Унгарија. Не се смеете, луѓе, не е за смеење. Не скрија на радост и ликување од опозицијската СДСМ и воздржаност во реакциите од владеачката ВМРО ДПМН, откако на изборите во Унгарија победи опозицијата предводена од Петер Маѓар, а Виктор Орбан по 16 години власт заминува во опозиција. Не скрија на радост и ликување се мали зборови. Тоа изгледаше вака. Еве само дел од реакциите. Прослава на улиците во Унгарија, крокодилски солзи во белата барокна палата, ке напише Андреј Нато Жерновски на Фейсбук, а неговиот нов лидер Филипче на Твитер, за да го узнае цел свет, затоа на Твитер ке порача јасно. Вечер во Унгарија кажа доста е, падна Орбан, Европа не сака автократи. И ке додаде дека СДСМ, ова луѓе го најавувале со месеци, да не го најавеа немаше да се случи, окей? Како и дека следен автократски режим кој СДС ке гурне режимот на Вучич во Србија. Прекрасно и воодушевувачки е да се види како партијата која во Македонија успеа да победи само во 6 општини на локалните избори пред 5-6 месеци, за многу кратко време успеа да го победи Орбан, а му закажа финална битка и на Александар Вучич во Србија. Она што малку ми недостигаше овие денови е СДСМ да напише дека исто така тие со месеци најавувале и знаеле и дека НАСА ќе оди околу месечината, за после тоа конечно да соопштат и дека СДСМ успеала да ја заобиколи месечината, што и не е лоша идеја. Имајќи предвид дека човековата глупост и вселената се бесконечни, како што кажал Ајнштајн. Во меѓувреме, СДСМ исто така успеа да се пласира и во полуфиналето на Лигата на шампиони во фудбал. Откако претходно со недели членови на СДСМ најавуваа дека Баерн ќе го победи Реал Мадрид, па честитки до СДСМ и за овој успех. Останува уште да видиме дали СДСМ ќе успее да го одблокира Ормудскиот теснес, да ја спречи поделбата на Украина и да ја смири војната во Газа, што не се сомневам дека ќе успеат да го сторат. Но за сега остануваме на нивната последна голема победа. И не мислам на општина Зрновци, туку на Будимпешта. Ден по изборите во Унгарија, вака изгледаше партискиот сајт на четвртата партија во Македонија според последните анкети. Унгарија кажа доста е. Унгарија ја избра Европа наместо Русија. Доаѓа време за вистината за Мицкоски и Орбан. Груевски и Мицкоски останаа без Орбан. Доаѓа време за одговорност. Ако се чудите зошто СДС се радува на поразот на Орбан и победата на Петер Маđар во Унгарија, не чудете се, луѓе. Тоа е затоа што Петер Маđар е член на СДСМ. Молам? Како не е? Како мислите не е? ТИСА од Унгарија е сестринска партија на ВМРО ДПМН во на друштво на Европската народна партија. Како бе вака? Па знаете ли вие што од СДС велат за сестринските партии? Меѓутоа, СНС е сестринска партија на ВМРО ДПМН. Како можеше 5 тони дрога да завршат до луѓе блиски преку граница и никој да не знае ништо, до луѓе блиски до СНС во Србија.
Зарем тоа не е една од причините за сомнеш? Кога е фатена дрога во Србија во прашање на марихуана, тогаш е многу важно дека СНС на Вучич е сестринска партија на ВМРО ДПМН во Европското друштво наречено ИПП или Европска народна партија. Ама кога ТИСА во Унгарија победува, тогаш и СДС е сестринска партија на ВМРО изгледа, барем според политиките кои ги води. А радоста за Маđар е тука, бидејќи сестринската партија на СДС во Унгарија од Друштвото на европските социјалисти и социјалдемократи, партијата ДК освои 1,18% од гласовите. 1,18%. Со што реално се полоши од рейтингот на Венко Филипче во Македонија. Криво седи, право збори. И сега, бидејќи Венко Филипче не може да се радува на победата на ДК во Унгарија или пак на победите освен оние во Кривогаштани, Зрновци, Центар, Паланка и уште две општини кои да беа, тогаш ќе се радува на победа на избори во Унгарија, ама не на социјалдемократите, туку на било кој. Во случајов, например, ТИСА на Петер Маđар. Зошто? Затоа што изгубил Орбан, а Орбан е ВМРО. Како е Орбан ВМРО? Да ми е знат. Не беше баш ВМРО во овие моменти. Зоран Заев се фали со Виктор Орбан и одличните односи меѓу Македонија и Унгарија. Заев, повторно, Унгарија е голем поддржувач во евроинтеграциите. Па средба на Заев со Сјарто, министерот за надворешни работи на Унгарија. Па Заев и Орбан вечерале заедно. Седнав да вечерам, ама за Груевски не зборувавме. Па Заев се заблагодари на Сјарто за помошта од Унгарија. Еве го овдека повторно со рачето на познатото раче награди како му благодари на Петер Сјарто. И така натака и така навака. Во овие моменти видиш Унгарија не била водена од страшниот злокобен антидемократски проруски режим на Орбан, како што денес од прилика зборуваат Филипчевци и страшната екипа. Иако за волја на вистината во тој ист период и за Петер Маđар Орбан бил супер, за после да стане не супер. Но и за унгарските гласачи важи истото. И тие си одбраа до вчерашен соработник на Орбан за нов премиер. И тоа во значителен број. Политиките во голем дел веројатно ќе им бидат исти. Односите на Маđар со Брисел се подобри од тие на Орбан. Украина повторно нема да влезе во ЕУ со унгарски амин. За мигрантите имаат речиси исти ставови и Маđар и Орбан и така натака и така натака. Па, што е тоа што го тера СДС денес да прво се занимава воопшто на ова ниво со оваа тема и да се ложи како млад возбуден примат на победата на сестринска партија на ВМРО на избори во Унгарија? Одговорот може да го поделиме на два дела. Прво, затоа што ако не се занимаваат со вакви вселенски теми, ќе треба да се занимаваат, например, со реалноста и конкретно, например, со тоа дека се движат на работ на исчезнувањето, што би рекол нивниот председателски кандидат, поранешниот председател Стево Пендаровски. Владеачката коалиција, предводена од ВМРО, го изгуби мнозинството од луѓето кои гласаат обично Македонија. СДСМ не успеа да го канализира тоа објективно опозиционо расположение и да ги донесе тие луѓе на своје конто. Кога не успевате тоа да го направите, рецептите во светот се јасни. Или ја менувате не пиар стратегијата, него политичката стратегија, пристапот кон гласачите, или носите други луѓе кои можат да пристапат до одредени слоеви на изборната конституента. Чи на нив е сега како ќе се решат понатамо. Затоа што навистина постои опасност СДСМ со и овој последниот вклучително пад во изборната поддршка да на наследните избори не биде подобар, да кажам благо, и да отиде полека кон исчезнување или влегување во некоја статистичка маргина на грешка. Венко Филипче оваа изјава ја нарече од прилика извадена од контекст или како што тој милува да каже пропаганда. И таа изјава е извадена од контекст. Кога ќе видите цела изјава, воопшто не е таква на председател Пендаровски, кој што дава максимална поддршка на овде. Тоа што го правиме, го работиме во партијата. СДСМ не успеа да го канализира тоа објективно опозиционо расположение и да ги донесе тие луѓе на своје конто. Меѓутоа јас го разбирам, изминатите неколку денови, тоа е резултат на една силна кампања на провладините, провомровските медиуми, би рекол агитатори, не новинари. Чи на нив е сега како ќе се решат понатамо. Затоа што навистина постои опасност СДСМ со и овој последниот вклучително пад во изборната поддршка да на следните избори не биде подобар, да кажам благо. Медиуми, би рекол агитатори, не новинари, кои што вадат од контекст, ја напаѓаат партијата,
кажуваат дека има делби и така натаму, прават се и се занимаваат само со СДСМ, а кажуваат дека е мртва партија. И да отиде полека кон исчезнување или влегување во некоја статистичка маргина на грешка. За се му е на Филипче виновна пропагандата. Тој има лоши резултати само поради пропагандата. Ужасен е на анкетите само поради пропагандата. Ама сега паднал Орбан, кој контролирал, цитирам, стотици портали во Македонија, Шие Мига Џуро или Жоро во случајот на Филипче, и сега ќе му тргнебе на СДС, со Маđар на чело во Унгарија. Да ти пукни душата, што би рекле Охријани. И вториот дел од одговорот, зошто СДСМ се бави со унгарските избори? Затоа што во ситуација во која Филипче има 7 пати помал рейтинг од премиерот Мицкоски, некој таму смислил дека во изборна година, кога има избори во Унгарија и во Србија, добро е СДС да се позиционира како најевропската партија во Македонија, која е дел од силите кои ќе ги победуваат антиевропските партии во Унгарија и Србија годинава, и така, на магичен начин, лека по лека, еден ден, ќе дојде и до дуел меѓу најевропската СДС и антиевропската ВМРО, или проруската, што би рекле комуњарите. Се повеќе излегува на виделина, всушност дека премиерот Христијан Мицкоски е прокси руски играч во регионот и тука во Македонија. Не сметате дека е тоа малку пресилна оценка, Не, а да ја апсолутно, и тоа влечете ќе го- од паралела од дружбата со Орбан? Па добро, што е причината и зошто тогаш сме задолжени 1 милиарда евра од преку владата на Орбан, со самото доаѓање на таа влада. Резонот оди од прилика вака. Охрид го тепа Вардар? Го тепа. Вардар ја тепат Звезда? Ја тепат Звезда. Беше ли светски шампион? Беше. Значи, Охрид е светски шампион. Односно, Орбан има добри односи со Путин. Мицкоски има добри односи со Орбан. Значи, Мицкоски е проруски играч. По истата логика. И СДСМ победи на изборите во Унгарија, бидејќи СДСМ е против ВМРО. ВМРО е блиско со Фидес на Орбан. Орбан изгуби, значи СДС победи во Унгарија. Смешно е, знам, ама не е смешно политички високи чинители да употребуваат логика и тактика на деца од 4 години. Смешно е бидејќи се забавни за следење, но не е смешно бидејќи реално. Земја без опозиција, каква што во моментов е Македонија, е земја во која фали важен сегмент, важен коректив на политиките на власта. Некој кој ќе и дише во врат на власта, ќе се бави со реална политика и проблеми, а не со Шие Мига Жоро муабети за нагајба пред гранапче со вегета и топло пивце. Иако реално да си правиме муабет. СДСМ каква што е денес нема капацитет и не ни треба да биде таа партија, таа опозиција која ја бараме. Зошто? Еве накратко објаснување. Ова што ќе видите е Петер Сијарто, министер за надворешни работи на Унгарија во заминување, кој кога доаѓаше во како до сега периодот имаше средби со Заев, Османи, Димитров или пак делеше ковид помош додека Венко си го слушаше аплаузот секој ден во 18 часот. Даваше вакви изјави за нашиот евроинтегративен пат. Ако зависеше од Унгарија, Македонија многу брзо ќе станеше членка на Европската Унија, изјави министерот за надворешни работи на Унгарија Петер Сијарто. Тој рече дека местото на Македонија е во Европската Унија, која не може да биде комплетна без државите на Западен Балкан. Страшно е тоа што Бугарија и го прави на Македонија. Преговорите со ЕУ треба да започнат веднаш. Ваква порака испрати шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто. Кажа кога Унгарија ќе ја преземе палката за председавање со ЕУ ќе ги преврти сите камња за да се осигури дека пристапувањето на Македонија и на целиот Западен Балкан ќе се случи што е можно побрзо. Одвратно е она што Бугарија и го прави на Македонија, порача шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто од македонското МНР. За него е страшно што официјална Софија го блокирала писмото со кое државава требала да ги започне преговорите. Не споменувајќи ги уставните измени, јасно кажа дека Македонија неоправдано е жртва на уцените условувањата од Софија и дека заслужува веднаш да ги започне преговорите. Ова е страшно е што Бугарија го блокираше писмото кое требаше да се испрати на Северна Македонија пред неколку недели. Северна Македонија е земја кандидат веќе 18 години и во 18 години со кандидатски статус и да не може да ги започне преговорите е одвратно и тоа покажува непочитување кон земјата. Страшно е што Бугарија и прави на Македонија.
Македонија. Одвратно е што сме блокирани. Тоа е став на денес омразениот од СДС Петер Сијарто, дел од антиевропскиот Фидес на авторитарниот Орбан, бидејќи Филипче не е авторитарец, што ги брка од партија сите кои што накриво ќе го погледнат. За разлика од Орбан, Филипче па нема ваква реторика како Сијарто, како луѓето на Виктор Орбан, луѓето од Фидес, туку вели дека ВМРО ја блокирало Македонија, а не Бугарија, и дека тоа било доказ за проруското делување на Мицкоски. Се повеќе излегува на виделина, всушност дека премиерот Христијан Мицкоски е прокси руски играч во регионот и тука во Македонија. Не сметате дека е тоа малку пресилна оценка, Не, а да ја апсолутно, и тоа влечете ќе го- од паралела од дружбата со Орбан? Како го тогаш објаснуваме целосното блокирање на европскиот пат и зошто тоа се прави. Појасни ли се работите сега? Па можно ли е СДС да се радува на поразот на Орбан, бидејќи мисли дека Македонија ќе изгуби сојузник во ЕУ, кој цврсто го поддржуваше она наше барање за гаранции во процесот, за разлика од Филипчевци кои велат дека сега и веднаш треба да го смениме уставот, точно како што Тачевци и Заевци им прифатија на бугарите претходно. Ајде да провериме што мислат во Бугарија за ова. Еве го Андреј Ковачев од ГЕРБ, европратеникот. Тој е среќен за победата на Маџар и очекувал крај на поддршката за Македонија. Фондација Македонија пак на оној ќопек Виктор Стојанов исто така е многу среќна и пишува меѓу другото да живее бугарштината во Македонија и долу за антибугарските медиуми на Орбан во Македонија. Симпатично, нели? Или симптоматично? Каква е оваа ситуација? Унгарските гласачи после 16 години власт на Орбан го симнуваат од власт. Логично и ништо чудно. 16 години се многу. Кога Орбан дошол на власт, некои гласачи сега имале 2 години. И многу да си добар, секогаш луѓето ќе очекуваат некој уште подобар. Особено некој кој ветува одглавување на она европска помош, европски пари за Унгарија, за сметка на што ќе има и одглавување на некои од тие силни милиарди од ЕУ за Украина кои беа блокирани од Виктор Орбан. Бидејќи нели ЕУ е подготвена да ја брани Украина до последниот украинец во битката против втората најголема нуклеарна сила во светот, Русија. Откако па претходно НАТО се расшири подалеку од договорените територии, што е НАТО знае Жерновски ќе ви објасни, и Русија започна војна агресија кон соседите украинци, им отцепи 25% територија која ете можеби Филипче и Бујар Османи ќе одат и ќе им ја вратат. Не и се. Маđарите си го одбраа својот Маđар. Ново лице на многу сличните политики, десничар од партијата на Орбан, негов долгогодишен соработник. И сега, СДС се радува и бугарите се радуваат. Ке ги нема веќе Сијарто со Орбан да даваат јавни изјави дека е одвратно она што Бугарија и го прави на Македонија. На што се радувате, бре луѓе? Дали сте вие при свест и разум? Или пак ви пречи што ни дале поволен кредит? Ви пречи тоа што влегува трет мобилен оператор од Унгарија во Македонија? На тому што е причина за доаѓање на унгарскиот Телеком 4G тука кај нас. И тоа е Телеком кој што го води човек близок до премиерот Орбан. Малку познати факти. Анита Орбан, без паника Венко, не е роднина на Виктор Орбан. Ама до неодамна беше заменик извршен директор на One Hungary, една Унгарија, компанијата мајка на 4G, новиот трет мобилен оператор во Македонија. Знаеме ли кој е исто така Анита Орбан? Новиот министер за надворешни работи на Унгарија во владата на Петер Маđар. Точно така. Значи Венко Филипче јаде бабури народски кажано за компанијата која ја водела новата министерка за надворешни на Петер Маđар, на кого пак му се радува, зошто бидејќи го победил Орбан, од чија партија потекнува самиот Маđар, а сега е во ТИСА, која е сестринска партија на ВМРО ДПМН. Ама така е кога 4-годишни деца водат вселенска политика. И конечно, како заклучок на овој краток сегмент, Муцунски вчера остварил телефонски разговор со Анита Орбан, која што е најавена и како следен министер за надворешни работи на Унгарија, но дискусијата била насочена главно кон заедничките билатерални приоритети. Тоа што особено ме радуваше е што таа потврди дека во надворешната политика на Унгарија ќе остане цврсто втемелен приоритетот за Западниот Балкан, што е за нас многу битно. Зборувавме за добрите односи кои што државата ги има не само на политичко поле, туку и во делот на економијата и трговијата, но и се согласивме дека можеме и уште повеќе да направиме заеднички. И Унгарија останува посветена на европската интеграција на Западниот Балкан.
Така беше и под власт на Фидес на Орбан. Колку што може да правеа, колку што можат верувам и сакам да прават. Нашите проблеми се со бугарските блокади. СДСМ прифати да им ги извршиме, но македонскиот народ не прифати. И на изборите во 2024 година со 2,5-3:1 го декласираше СДСМ во корист на ВМРО ДПМН. Ист сооднос, ист резултат на изборите во Унгарија постигна и ТИСА против Фидес. Народот на Унгарија си одбра власт. Народот на Македонија си одбра власт. Не бираат македонците во Унгарија, ниту унгарците во Македонија. Не победуваат маđари во Македонија, ниту пак македонци победуваат во Унгарија. И оваа лекција не е претешка да се научи. За секој полунормален политичар. Ма каки, дури и 4 годишните деца ова добро би го знаеле. Ама не, овдешната четврта партија во Македонија ја води човек кој веројатно фрустрациите од своите политички порази ги лечи, поистоветувајќи се со победи на туги луѓе во туги земји. И јас се поистоветувам со победите на Барса и со головите на Меси, ама јас не сум во илузија дека тоа мене ќе ми го даде во раце трофеот од шпанското првенство или од светскиот куп, бидејќи сум окей во главата, фала му на Бога. И јас не ги нарекувам македонските интереси, нивната одбрана проруско масло. Не го нарекувам шмукувањето на соседите европска политика и не сметам дека нашето достоинство било ретроградно да се брани. Работам работа со која се трудам да ги разобличувам соседните агентури инсталирани тука и предавничките политики на домашните гмизавци. И затоа не ме чудат премногу дури и вакви реакции. Иако мора да признам дека сепак знам дека делуваат шокирачки. Ви да сте победили во Унгарија, повторно решивте преку соопштение и преку оваа пресконференција дека ќе кидате медиуме поради со тоа што имаат социјалистичка структура како што имаат. Каква демокрација и европска вредност покажувате со тоа што ќе кидате медиуме бидејќи не ви се допаѓа нивната уредувачка политика? Вие сте од Алфа телевизија. Малце паника фаќа се од кога газдата изгуби власт. Сега се прашувате кој ќе ја финансира за вашите црни кампањи, за вашите лажни кампањи, за вашите кампањи со кои што го нарушувате угледот на членови на опозицијата, на мене лично. И за тоа прашање ќе се обратите кај Христијан Мицкоски, затоа што заврши времето кој што ќе ширите антиевропска реторика, затоа што бевте финансирани и се уште сте од луѓето кои шират антиевропски наратив, кои што држат земјата и регионот во прегратките на Русија. Тоа граѓаните не го сакаат. Завршува времето на финансирани медиуми, отворено од страна на Унгарија. И тоа не го кажувам јас, тоа го кажа новиот унгарски премиер. Вика, ќе ги ограничиме сите фреквенции на медиумите под контрола на Орбан, не само во Унгарија, насекаде во регионот, ќе ги испитаме сите бизнис релации на Орбан, а јас ги наведов. Кои се? А тоа се штетни договори. По државата, по иднината на државата, се додека не се утврди од објективно и независно судство, кое е под контрола на Орбан. Како биле тие медиуми контролирани и зашто биле користени? Така да, ја разбирам паниката и стравот. Ќе ви каже Христијан Мицкоски како ќе финансира, меѓутоа таа антиевропска реторика, тие црни кампањи, тие лажни вести, повеќе не поминуваат. За ова, мајсторе, има да се разбереме утре, надолго и на широко. Сега слави си ја победата во Унгарија, а во недела нормално и во Бугарија. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со Драган Павлович Латас. Знаете дека ќе биде супер интересно. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Во ова прво издание за оваа недела, после великденските празници, четврточно, отвараме со човекот кој што знам дека секогаш уживате кога го гледате на малите екрани, па ќе си кажам особено во оваа емисија. Драган Павлович Латас, добро вечер, добре дојде. Добро вечер за тебе и гледачите на Алфа и нивните пријатели и роднини. Додиме веднаш на најжешките теми. Колку нормално ти изгледа ова што во Македонија, например, во понеделникот, ден по изборите во Унгарија,
малтене главна вест на сите медиуми беа изборите во Унгарија, како да бираме крал на светот и дека од него зависи или во Америка премиер на Унгарија, нели парламентарните избори. Да. Види, во Америка кога се бира се знае дека светот зависи од нив. Точно. Сега дали светот во Македонија, македонскиот свет, односно дали Балканите овдека колку зависат од изборот на премиер на владата во Унгарија? Види, се подигна тоа прашање само со една причина, тоа е што сегашниот се уште, значи премиер Орбан на Унгарија, беше еден од ретките во Европска Унија кој се спротистави на воената индустрија во Европската Унија и корупцијата која таму е масовна, да ги подсетиме гледачите, се уште не е решен случајот во кој се бара одговорност од премиерката на Европската Унија, да по нашки термини употребиме, фон дер Лајен, за можна корупција во време на ковид кризата и набавката на вакцини. Тоа се влече колку има години, од 2001-2022, сега сме на 5 години се влече тој случај и она е стајана у нечи скут во смисол на политичка заробеност, дали тоа ќе се процесуира као се кај нас или нема да се процесуира случајот. Сега еден од ретките кој се спротистави на тоа и се бореше за интересите на сопствената земја пред интересите на Европската Унија, беше Орбан. Околу него многу се дигаше прашање, особено последнава година дена, така да он стана тема во Европа, не само во Македонија. Инаку не е тоа толку битно ни за Балканите, ни за Европа, затоа што и новиот што доаѓа од неговата партија, за жал на фон дер Лајен и таквите, од трите точки што го очекува од него, две ги демантираше дека ќе ги изврши уште веднаш. Првата, дека нема да гласа за членство на Украина во Европската Унија преку ред, тоа го очекува од него во Брисел. Второ, дека ќе се држи до старата политика околу миграцијата и соработката со Русија. Остана уште една точка за која не знаеме како ќе помине, а тоа е дали ќе гласа за кредитот од 90 милиарди кој треба Европска Унија да го даде на Украина за да ја продолжи војната, но тоа не е кредит на Европска Унија, тоа е кредит на членките на Европска Унија, што е многу различно. Тој мислам дека даде една изјава дека би побрал Унгарија да биде изземена, односно не, попрецизна е изјавата. Пошто јас го гледав и на видеото кое го гледав на index.hu, како да го кажа. Да, најпопуларниот портал во Унгарија. И имаше превод на англиски. Значи, што е разликата? Европска Унија си има своја банка и своји фондови за различни намени. Едно од тие е и пожари, војни и тако дале. Сега, не од тој фонд, кој унапред планиран во буџетот, туку секоја земја, пропорционално на својата економска моќ, треба да се задолжи кај некој кредитор, да се соберат 90 милиарди и да се дадат на Украина као кредит. Тој кредит никогаш нема биде вратен. Украина самата го кажа, бидејќи е во војна, и бидејќи она е бранела Европа, тоа било као рекет да е, нели, ќе те бранам од непријателите, тоа они го подразбирале како помош, кој е од интерес за Европа, не само за нив. Се Унгарија и Словачка за сега, а и други веќе најавуваат, но овие две конкретно, одбиваат да партиципираат во тие 90 милиарди. Тоа е третата тема која чека Урсула фон дер Лајен, дали они тоа ќе партиципираат или не, и рече не. Со свој пари не, ама не стоеме на патот, на вашиот план, на другиве што сакате да дајете пари, да тие пари ги дајете. А бидејќи и американските извори, зборам за државни, официјални, утврдија дека степенот на украдени пари во Унгарија, кои се даваат од Западот, надминува 20-25%. Значи, ако ти им даеш 90 милиарди сега, 20 милиарди ќе бидат украдени. У 20 милиарди паѓаат сите политички принципи, сите национални принципи, сите етички и сите законски ограничувања. Значи, многу луѓе од Европската Унија се сонуваат или очекуваат себе да се најдат во тие 20 милиарди во сивата зона. И се притисокот е голем. Луѓето треба да знаат прво што е Украина, што е Унгарија. Многу малку кај нас се знае што е Унгарија.
Унгарија е мала земја за европски услови, 10 милиона отприлика луѓе, но Унгарија заедно со Велика Британија не е толку, но една од земјите со најдолга државна традиција во континуитет, 1000 години. Значи, Унгарија е станата кралство во 1000-та година, баш вака символично, и почиња после 2-3 години да функционира. До ден денеска, таа има континуитет на државност. По разни сојузи, комбинации, унија, асоциации, но има. Тоа не е држава за играчка. Унгарија не е држава со која можеш да играш мајтап, као некои други, да не навредам сега околу нас. Второ, Унгарија е од 2004 во Европска Унија, има добро искуство со европската бирократија и знае како да работи вака или така. Човекот кој сега доаѓа, Маđар, е од истата партија која Орбан веќе 16-17 години. Таму е. Тоа е процес као што е ВМРО, како беше на Љупче Георгиевски се одвоил, па исто као Знам, значи од таму излезе. Како год да очекувате од него некои промени, тешко ќе се десат. Он, второ, не предводи партија. Он предводи збир на луѓе дојдени од многу партии. Од левичарски, од зелени, од соросоиди, од десничареви, така да. Анти-Орбан фронт, може да го кажем. И сега он кога ќе дојде на власт, политичкото искуство кажува, без оглед која земја, дали е Зимбабве, Америка, Унгарија или Македонија, он доаѓа на власт сам без свој тим. Јас го гледав последниве 2 дена, значи он искочи на државната телевизија М1 во Унгарија и вика на водителката, вие сте пропаганда на Орбан, суспендирани сте сите ќе ве суспендирам. Го прашува водителката, а врз основа на кој закон? Немаше одговор. 3 милиони луѓе гласа за вие да се одете. Она вика не, 3 милиони луѓе гласа за вие да бидете премиер. За мене не гласаше никој. Тоа е бахатост. Тоа е непознавање на политика. Отиде од тука кај председателот на државата. Искочет кај председателот на државата со изјава му давал рок од 2 дена да даде оставка. Тоа не е политичар. Тоа е млад човек, набиен со емоции и омраза, која сака да ја трансформира во политичка идеја. Толку емоција, особено омраза, во политичка идеја трансформирана не поминува. Не поминува никој народ, угарци се тоа. Не поминува ни у дипломатија, без оглед колку Брисел стои позади него и колку му обеќавале као назаеб, дека што и да прави, ќе му биде од Брисел одобрено. И за медиуми, и за банки, и за апсење, и за тако даје. Значи, унутра има државен апарат, кој не го контролира и никад не може да го контролира. Не може. Зашто тоа е Унгарија. Тоа не е балканска држава, едните смени и другите, третина сама ќе ти приде, ќе се продае, ќе претрча. Тоа ипак европска држава со 1000 години традиција. Како стана Виктор Орбан? Он ќе се соочи со хаос, со неизвршување на неговите амбиции, кои се темелат на гнев и на омраза, ќе се соочи со немање организација, ќе се соочи со повисоки цени на енергенси, кои Унгарија до сега 34% од реалната цена на енергенсите ја плаќа моментално Украина, 40%. Значи, он треба дупло да ги зголеми цените на се. А они по економска моќ, граѓаните и се, не се многу далеко од Македонија, 50% се подобри од нас. Или 30% од Србија, вака, чисто да знаат луѓето што на Грција, да кажем. Мада грците се боли. Значи, он ќе се соочи со големи проблеми на терен. Ќе се бара од него да спроведува закон. Он треба да ги смени законите, со 2/3 може. Но бара време тоа. Па тоа бара цена. Па некој ќе те подржи у јавност, некој не, ќе почне да ти паѓа подршката. И најпослед, само ова да го кажам, граѓаните да знаат, разликата во пратеници е огромна. Скоро 3:1, 2,5 отприлика, према 1, 55 на 138 месечени, така е. Но разликата во гласови не е. Разликата во гласови е 2,25 милиона за Орбан и неговата партија, 3,1 па за Тиса, партијата на Маđар. Тоа е релативно мала разлика. Значи, разликата е негде 30-40% во однос на брутонет. А разликата во парламент е 250%. Сега, ти треба да убедиш 2 нешто милиона граѓани дека си дошол на власт да нив да им биде боле, кои не гласале за тебе. А ти ќе ги изгубиш твоите. Кој ќе дигнеш сега цени, кој ќе видат луѓето крв у очите, кој ќе видат апсења како што правеше Заев со камери, со чуда, тоа вака
убаво личи за екстремистите едно месец, 2, 3, 6. После тоа луѓето прашаат, а политикава кај е? Сега, он сака да се врзе со Полска. Полска е економски во моментов најпродуктивна економска сила во Европа. Второ, постои традиционална као Србија и Хрватија омрза помеѓу пољаци и руси, кај што не мора да има причина. Од историја ќе извадам некој име, некој податок и ќе го форсирам тоа као политик. И сака да се налепи на тоа. Но кај Руси веќе има проблем. Само доста да ги затвора славините за нив. И толку е. Како стана Орбан лошото момче во Европа? Зошто толку на пик, на мета? Зошто во конфликт? Ама види, европљани, не е само Орбан. Види, јас сега нашиве ги слушам тука, како се вика, од опозиција. Значи, беше Јанез Јанша. Еве, Јанез Јанша е премиер у Словенија. Овој паднал у Маđарска, у Словенија се врати истиот. Значи, као што падна се Орбан, падна Фицо. Сега се врати. Падна Јанез Јанша више пута. Па се врати. Има такви промени, но тој што е во континуитет 15-20 години, мораш да рачунаш на него. Тоа е големо искуство, големо знаење, голем капацитет, држиш гласачи позади себе, као капитал. Значи, ние, ако така гледаме, ВМРО ДПМН исто толку блиска соработка имал со Јанез Јанша владата, со Словенција. Исто имаше со Австрија, која беше Курц. Така е, да. Со Италија. Ако така гледаме. Тоа се партии кои се сојузнички партии, братски партии, од европскиот, како би се рекло... ИПП, да, Европска народна партија. Народна партија, тоа People не ми доеше. Народна партија, тоа е сојуз на партиите од десницата и они таму се работува. Каде што патем Тиса се наоѓа, а Орбан излезе пред неколку години го направи тој сојуз. Не излезе, ни таму е, ни ваму е. Да, ама направи нов сојуз, патриоти за Европа. Направија, но припаѓаат на истиот сојуз и дале. Тиса е дел, Тиса на и најпосле во Унгарија нема ни еден пратеник кој не е десничар. Тоа е така, сите се десничари, сите се условно речено, као сега ВМРО да се подели, па Мицковски има, што ја знам, 100 пратеника, 5 имал Љупчо, 7 не знам кој е десничар и така дале. Тоа е. Значи, а сега само нигде го нема у парламентов. Левица нигде ја нема у парламентов. Тоа е во Унгарија сега. Значи, политиката е таа. Мислиш ли дека е можно да ги сменат своите интереси во однос на влијание на Балканот, односно градење стратегија со земјите на Балканот? Не, види, прво, нема стратегија Унгарија да владее на Балкан. Не да владее, да има некое влијание. Па нормално дека има. Како што има Австрија, како што има Турција, прво нормално дека има. Имаш големи малцинства на Бугарија во Србија и во Романија. 2-300 илјади во Србија, колку се? Па и во Романија. И во Романија, да. Нека се менува бројката, големи се. Големи. Он инвестираше во Србија во фудбал. ТСЦ од Бачка Топола, кој игра во прва лига, му направи стадион, унгарци донесе таму во управата и така дале. Слично се обидува да направи Романија. Второ, тоа е држава која не излегува на море. Значи, нив им е исклучително битно вертикалата Грција, Македонија, Србија да ја имаат во функција за енергенси, за туризам, за аутопатишта, за железница. Они немаат море. И мигрантите, од друга страна, како тема? Чисто економски кои се трајни. Аха, разбирам. Трајни. Значи, тие му требаат него за наредни 50-100 години. И он има интерес у Македонија да учествува во финансирање на аутопатишта, железници, гасоводи, нафтоводи. Еве сега тоа имаат проблем. Преку дружба нафтоводот кој е од Русија, украинците им го сечат, ги уценуваат. Значи, нормално е. Секој сака да има, и ние сакаме да имаме влијание во Бугарија, зашто таму имаме своји македонци. Сакаме да имаме влијание во Албанија, за да се грижиме за правата на македонците во Албанија. Во Грција сакаме, не можеме да имаме влијание, затоа што минатата влада потпиша капитулација за Грција. Секоја држава сака да има влијание во регионот во кој живее од економски, политички и етнички причини. Зошто би било страшно се од Унгарија мора мало да слетуваме и во домашниот контекст, каде што нели е тоа толкување дека зборам за СДСМ, дека изборите во Унгарија ќе се сега клучна пресвртница. Тие тоа го прават бидејќи нели кога немаш своја победа, бараш нека друга да се врзиш, надевајќи се дека ете нешто ќе. Ама ја не би давал многу внимание. Се согласувам. Кај мислењата на СДСМ, зашто таму нема мислења. Се согласувам. Тоа е очај, тоа се врисоци, тоа не е мислење. Но кој би бил гревот, еве според нив, тие аспекти ја ги анализираме на Виктор Орбан по однос на Македонија? Колку е Што има лошо во тоа што ни дал кредит? Напротив, види, јас
претходно ти кажав, они се економски поеќе од нас некои 30%, 40% да кажеме. Значи тоа не е богата држава. Они издвојува пари на најефтин можен начин. Значи кредит под најдобри услови ти дава милиарда, а него му треба. Он не е некоја Германија и Швајцарија да се игра со парите. И ти ги дава парите од причини што претходно ги зборев. За ти да градиш инфраструктура, тие пари се под контрола и на Европска унија ги контролира, не само Унгарија. Значи, не ти ги дал парите за плати, за тековни трошоци, само за инвестиција, за капитални трошоци. И сега ти со тие пари, локална и друга самоуправа опраш, и него му е тоа ќар, затоа што таа вертикала што него му е битна од Грција до Унгарија, треба да функционира, затоа го прати возот со Србија, затоа прати гасовод со Србија, затоа не инвестира. Инвестира, не ти ги дал, па ти да му дужиш. Те ги враќаш, но под болji услови отколку да ги земеш од банка или од некој фонд во светот. Нема ништо лошо во тоа. Напротив, и за неговата земја, и за твојата земја. А тоа е европска држава. Колку што е, да кажа, Белгија битна во Европската унија, толку е и Унгарија битна. Толку е Унгарија битна. Значи, ние имаме 3 држави за кои можеме да речеме дека континуирано ги штитат македонските интереси или се борат за нив во Европската унија. Словенија, Хрватска и Унгарија. Другите флуктуираат. Која беше Курц и австријанците преку своите можности ја држеа таа позиција на Македонија во европските земји, да кажеме, па макар и во економијата. Италија беше едно време наш голем битен партнер во поддршката. Како кај ќе дојде десничар во таа влада, ние имаме поддршка. А оние тези дека Орбан бил исторен играч на Путин и сега Путин преку Орбан во Македонија спроведувал руско влијание. Види, пак тоа е на СДСМ конструкција. Една работа да ти кажам. Значи, доаѓа унгарецот овдека, со неговата телекомуникацијска компанија се пријавува за трет мобилен оператор. Патем, на 4G заменик директор до пред некој месец е на маđар министерката за надворешни работи, која што се презива Орбан, не се во роднинска врска, но била заменик директор во 4G, во компанијата што да го расчистиме тоа. Е критикувана од опозицијата. Ние конечно добиваме трет мобилен оператор, затоа што секој граѓанин знае квалитетот на услугите кои ги дава Телеком и еден и на интернет, особено на интернет, а и на мобилната телефонија се прескапи и не соодветствува со цената која ја имаат и квалитетот кој го даваат. Значи тоа пака за споредиме само. Во секој случај трет оператор кој сака да донесе се сомнева во ова, нека кликне telekom.d, нека ги спореди услугите во Германија на telekom.d со услугите на telekom.mk. 3:1 е давање услуга по квалитет, интернет особено, во однос на цената и нас. 3:1, не 3%, не 30, 300. Услугата од 300 мегабит во Македонија за интернет е равна на 1 гига во Германија за истите пари. И тука заврши прича. И сега доаѓа Маđаров на конкурс. Отворен. Да. Кој се јавил, кој дал болji услови. Споредба идеме се. СДСМ е партија и ДУИ која спречуваше конкуренција да не влезе нов мобилен оператор, да биде само Телеком. И за тоа во Америка постои судска пресуда за корупција на Владо Бучковски, премиер и шеф на СДСМ, Али Ахмети, шеф на ДУИ, и Муса Џафери, министер од ДУИ. Иронично, Маđар Телеком, нели тогаш беше... Па кој маđари ги финансирале тогаш? Така да. Некој ги 5 милиона дадени у кеш утврдил амерички суд, за да нема нов мобилен оператор да ги пуни буџетите Телеком. Да има монопол. И да ги изнесува. Сега има дуопол. Сега, тие пари на СДСМ и ДУИ им ги дале маđари. Маđари. Доаѓаме до времето на Заев. Заев се утепа, галејќи го и фалејќи го тој Орбан. Затоа што од Орбан му завишеше влез во Европска унија и на Орбан плановите дека европски интерес колку унгарски е, да таа вертикала од Грција преку Македонија, Србија и Унгарија функционира за економија, за транспорт и за НАТО. И за НАТО. Затоа енглезеве нас ни даваат пари за да правиме проекти кои се од интерес и за НАТО.
И ние тоа го правим. Значи, он ти дал милиарда, у време кога се ти у криза гол пиштол. Никој не ти дава пари. Влада која најмалку 2 милиарди по меѓународни проценки украла, од тие 22 кои ги имаше на располагање додека беа на власт, под најдобри услови ти ги дава. И ти викаш, аха, он му ги дал за да го купи. Како ќе го купи? Што тоа Македонија има влијание, каде да гласа или да не гласа, каде да даде или не даде подршка за некоја Маđарска, Угарија, односно да ја биде битна? Нигде. Нигде. Но има обратно. Унгарија има можност да ти ја подобри или влоши ситуацијата во Европска унија. Па и унат. Досега судејќи според изјавите и постапувањата, поддршката од Унгарија за Македонија секогаш била голема. И Словенија и Хрватска, не ги забораваме. Мали се, некако ги доживуваме као свој, но го прават сличното. Немаат они толку пари као унгарците, немаат таква моќ политичка и традиција во Европа. Не можат да учинат колку унгарците многу, но и тоа што го чинат го прават честно и без никакви други мотиви. Согласен. Но, еве, имав прилика чест лани пред некои, не знам, 9-10 месеци, правев интервју на Петер Сијарто, човекот кој што во многу наврати, дури онака брутално се обраќал кон Бугарија во однос на тоа што го прави, има негова изјава дека ова што Бугарија го прави на Македонија е одвратно. И сега, тој ти е тебе сојузник. Зошто со сојузникот да се расправаш и да се караш? Иста е приказната, зборувам за... Може да ти дам тука одма одговор, да не забора. Ајде. СДСМ е пробугарска влада. Он има други сојузници. Последното соопштение на СДСМ од завчера против Алфа и новинарите кои сме ние, од Вечер МК, јас, ти, Ивона Талевски, не знам кој уште, стои наместо, прочите го соопштенијата, наместо да ја поддржат Македонија во евроинтеграцијските процеси при конфликтите со своите соседи. Ние само со еден сосед имаме конфликт. Во моментов само со Бугарија, тие поддржуваат проунгарска, просрпска, а оттаму проруска политика. Аха, значи услов ние да бидеме добри, како новинари, како луѓе, да не плюкаат, е да ги поддржиме нивните договори со Бугарија. Тоа СДСМ го има на папир. Соопштението од вчера завчера, може да го види секој. СДСМ мене ме тера да го спроведам бугарскиот договор и вето во Македонија, за да бидам фин. Проевропски заедно. И од нив поштован. Па не е тоа проевропски. И од нив поштован. Не фала. Не фала. Сега, ја не можам да поштојам истото што го, па како политика го има СДСМ, некој Жерновски донесен. Кога СДСМ паднал на ниво да Жерновски збори име на партијата, човекот кој се пазареше ја напушти ЛДП 2017 за да биде кандидат за градоначелник на СДСМ. Значи продаде партијата вака и Перо Гошев и Пено Свето отиде во Бунар, а Рама они Стрпче го кандидира, Стрпче победи у центар. Еве го денеска у СДСМ. Значи толку е дно доле, што дојде време Жерновски, една шупелка, бурек го викаат у партијата, пошто му носел на Перо Гошев и на овие буреци, како се вика и на Ристо Перо. Бурек го викаат у неговата партија. И сега дојде време он да збори. Сега да му кажам на Жерновски вака, бидејќи сме слична генерација, тука е негде. Мојот дедо, мојот вујко, Ванчо Наумовски од село Мраморец, од Дебарца. 42-44 е партизан. Воен инвалид, ранет, воен пензионер, до смрт. Со добра пензија, бидејќи имал добри заслуги. Тој дал нешто за Македонија и мојата фамилија учествувала во создавањето на Македонија, ако не друго, преку мојот вујко, Ванчо Наумовски. Може ли он тоа да го каже за себе? И за својата фамилија. Дека учествувала во создавање на оваа Македонија и дека он размислува и за својата држава, ама и за својот вујко или особено дедо, во неговиот случај. Тоа кој ќе го каже и кој ќе најде мотив да го каже, можеме да бидеме равноправни, кој работи за кои интереси и каде се европските. Во моментов, во Словенија се разговара за референдум за излегување од НАТО, на европска влада. Мислам дека нема да излезат, но има дебат. Во моментов, Италија, Шпанија и ред други држави имаат многу различни политики со Европската унија. Во моментов,
Германија е таа која сака повторно во оваа твоја емисија, со Герок бевме пред известно време, година и пол, кога ти реков за војната во Украина следија Германија што прави. Ова друго е барање све. Кога они ќе добијат шанса, нивни војник да искочи надвор и да инвестираат во војна индустрија, тука е германскиот национален понос, гордост, тоа е најважно за нив. И тоа го добија и го прават. Еве сега да ти кажам, прашање на ден кога Турција ќе го нападне Израел. Прашање на време, извини, не на ден. Прашање на време е кога ќе го нападне. И тоа ќе биде крај на сите војни кои ги гледаме. Колку ќе трае Господ знае. Но нема да биде Израел тоа што е денес како знаеме веќе. Исто за Европска унија. Ако Германија успее да ги потисне италијаниве, шпанциве, ако успее да ги потисне па и други помали земји, као Грција рецимо, крај на Европска унија тоа. Во Франција постои гордост, тоа е исто држава со педигре. И они чувствуваат обид на германците да ги стават у своја машина. За која Европска унија ние збориме? За францускава или за германскава? За италијанскава збориме или за полскава? За која Европска унија? Ако тебе министер, поранешен оно што заменик министер во надворешни работи, како што е Жерновски, не знае што е НАТО. Не знае што е НАТО. Бил министер. Бил амбасадор. Он вика бил, министров наш вика не бил во Романија, не е битно. Он да ти збори за надворешна политика, тоа е дно. Затоа ја не сакам со СДСМ да ги коментирам нивните политички гледања, зашто ги немаат. Едниот шмрка, другиот не знае што да прави со себе. Освен кога се однесуваат на мене лично као професија или на мене лично као личност. Овде тоа често се однесуваат и на тебе. Овде го допре, мали се тоа деца, ја да ги коментирам. Уопште не сакам да им дадам причина да бидат славни преку мене. Знаеш, Тајсон кој ќе дојде мало, секој копилот на билданиве што иде у теретана би сакал да го удри, па макар изел ќутек, ама он, да остане трна он на Тајсон. Имаше вчера еден таков симпатичен дечко, само како наслов ќе го искоментирам, не знам кој е дечко, некој од Унија на млади на СДС, како се вика тоа, дали Христијан Мицкоски е новиот, внимавај, Ванчо Михајлов во ВМРО. Зошто? Ќе ти објаснам тезата, за да одиме и на наредниот дел од Дете знае ли кој е Ванчо Михајлов? Веројатно не. Но некој таму што пишувал го портретира сега нели Ванчо Михајлов како човек што секого би продал за да остане на власт и сега дека Мицкоски го продал Груевски поради изјавата, она објаснување на правната процедура дека ако човек што е осуден ефективно се појави во Македонија мора да биде спроведен на извршување на затворска казна. Сега нали тоа комичен настап, не е ни соопштение, него е пресконференција. Таму благодарејќи на СДСМ, не на ВМРО. Одиме на таа тема. Во еден од тие први настапи Петар Мажар спомна дека и слично на ова што го слично на тоа што го кажа ти за телевизијата, за председателот, нели за 20 луѓе од Полска. 20 од Полска и после го додаде и Груевски во една изјава. Сега прашањето е ново друга изјава. Да. Но не се. Прашањето е како да се мајде као тези нема и коментирам, таму е друго смешно што постои план за враќање на Груевски пред месец дена го ширеа. Сега одеднаш е некоја друга ситуација, нели? Но прво што мислиш лично? Возможно ли е и како тоа би се одвивало да се Унгарија да го испорача поранешниот премиер во Македонија? Биде тешко иде тоа, не е тоа така едноставно. Ја не знам дали ќе го испорача или не. Бидејќи тоа е правна процедура, не е политичка. Не иде тоа така едноставно. Види, значи Груевски е таму отиден 2018 ноември. Така, октомври, ноември, така нешто беше. Некој ден да сгрешам, ноември. Фокус, неделникот, во август таа година, тоа гледавка Јоци го објави на незиниот Facebook. Така е. Значи, објави во август на насловна страна дека Груевски ќе бега за Унгарија. Август до ноември имаш, август, септември, октомври, 3 месеца, отприлика. Значи, СДСМ можеше, како што тоа некои други случаи потоа го применува, да направи следење и да го запре тој процес ако сакаш. Но, се случи тоа што се случи, он немаше меѓународна потерница во моментот кога ја напушта државата. И ни Албанија, ни Србија, никој не може да го сопре. Он е после граница слободен човек. Нема меѓународна потерница. И човекот си го искористи своето законско право да пропатува и отиде во Унгарија.
Она Унгарија доби политички азил. Политички азил. И Унгарија не е единствена држава која дала политички азил на тие што СЈО и ЈО потоа за 27 април ги гонеше законски. Овде во Македонија. Значи Шведска даде за ДЕШ, кој учествуваше во 27 април. Шведска рече дека Македонија има политички прогон и дека они му даваат азил. Дека е политичко е делото, тоа Точка. Да, така е, да. Политички прогон. Во Грција се овие разузнавачите. Делото е последица на прогон. Ако е политичко делото, политички е прогон. Така, добро. Значи, Грција, двајца функционери од УБК, тогашни, се уште се во Грција и одби екстрадиција, одби испорачување назад. Да. Тоа се две европски држави. Да имало и во трета, и во четврта, и во пета европска, некој да избегал, ќе завршил исто, бидејќи кај нив владе истиот принцип, истиот закон. Значи, европски држави, не е тоа само Унгарија за Груевски. Европски држави сметаат дека Македонија има политички прогон и дека Никола Груевски е жртва на тој политички прогон. И е. И е. Сега, тој поминал процедура во Унгарија. По закон, давам барање, чекам година дена за пасош, за државенство, све, па имаш таму еден период, 2 години, па 5 години, кога он може да ти го отповика азилот и државенството како дискреционо право, без да ти каже зашто, а после 5 години мора да ти каже зашто. Што значи дека овој маđар има интерес на Полска да ги спорачи овие двајца, па макар во гепек и да каже бега, ќе ги пушти на граница, од таа страна го чека полјакот. Ја не знам како избегал. Избегал он, сакал да влезе у Полска илегално, го фатиле на граница, као Тито што правеше у 50-тите и 60-тите. Може да го направи тоа. Зашто него Полска му треба. Полска му е прв партнер кој сака да го посети, прв партнер со кој сака економски да работи и прв партнер од кој се надева дека ќе го извади од економската криза која го очекува, бидејќи овие други европски земји, Германија, Франција, бараат многу од него, он тоа не може да го даде, а Полска да му биде тампон да преживее. Но Македонија не е тоа. Македонија не е тоа. Не му треба. Сега, значи он треба да даде барање до екстрадиционен суд да донесе пресуда и да тргне постапката. Треба таа постапка да помине, па жалби, па малби, па така дале. Тоа по закон дури ни у соседниви земји Бугарија, Грција, Албанија као нашиве не поминува. Така брзо. Дали ќе го вратат, дали сам ќе си доја, не знам. Но јас искам да го прашам СДСМ. Убиците за Смилковско езеро се во Косово. Како не ви текна дека треба да бидат испорачени? Како не ви текна? На Косово имаме и други убици кои се таму. И други луѓе со криминал. Како не ви текна дека треба да се испорачат? Како не ви текна да го присилите, да вршите притисок, да го тормозите премиерот Мицковски да го врати од Албанија или од Косово Артан Груби? Зошто не ви одговараше Артан Груби да дојде, да биде во Македонија? Затоа што сте заедно со него у ќупот со парите. Па и во моментов тој Колбасо и овој од лотарија. Знаеме само за овие. Зошто на Косово не го вршите притисок да ги врати овие убици? Тоа е многу поголемо дело од делото на Груевски. Види, од пиар аспект, уште едно прашање има тука големо. Не, има едно друго прашање. Колку на СДСМ па му одговара таа тема воопшто? Тема Груевски да се врати? Не му одговара како. Видејќи... Види, било кој премиер у Европа би го кажал тоа што Мицковски го рече. Осуден е, ако дојде, полицијата е должна да го спроведе во суд. А судот нека го слободи. Или нека му даде као Артан Груби домашен притвор. Нека му окине притворот. Како што кажува закон, тука премиерот и полицијата и владата немаат никаков удел од граница до тука, до суд. Толку е нивното. Што ќе рече судот дали? Како за Артан Груби? Тоа е. Но, нив не ми одговара да се врати Груевски, затоа што Груевски многу знае. Може да му се испушти нешто. Тешко на Груевски да му се испушти нешто случајно, ама ете случајно. Може нешто да му се испушти. Затоа што они го истераа таму. Они го брка. Има многу кај него и гнев, и желба да се рачисти таа ситуација. А ако се рачисти, они беа власт. А пошто они беа власт, рачиствањето ќе иде на нивна глава, на Заев и компанија. Да, затоа комуникацијски јас ги разбирам. На ВМРО што му смета? ВМРО е партија на власт. Етаблирана, поминала сите кризи, исчеличени, сите се проверени, овие што ги гледаш, и у добро и у лошо. Ќе дојде Груевски, еве да го пуштат на слобода.
Ке пие едно кафе со некој од ВМРО, не викам дали тоа Мицковски или Петко Јанко, со некој. У град, прво Груевски, јас колку што сум слушнал, нити сум се чул со него, нити имам комуникација, воопште не ќе се бави со политика. Нема намера, воопште да се бави, нема намера ни да живее во Македонија. До тоа е разочарувањето дојдено од луѓе што контактираат со него. Ке дојде, ќе се отиде ако е слободен. Знае економија, знае финансии, има конекција у свет, има врски, може живее кај сака. За разлика од Љупчо Гергиевски, не мора да прави маркети и згради со албанци одека по Скопје ортачки, по тоа да живее. Има боле знање. И шта с тим кој ќе дое? Ништо. За ВМРО ни чар ни зијан. Но мислам, комуникацијски ги разбирам, ја разбирам опозицијата, таа смета дека повеќе подобро е да се зборува денес на вести меѓу луѓе по кафиња за Груевски, отколку да се зборува за Зоран Заев, за Венко Филипче, за модуларната болница, за лотари, мотари, за арта групи. Чекај, ти кој збори за Груевски, збориш и за белото и за црното. Тоа е така. Тоа е, окей, за дупло голос е малце, ама... Да, збори за Груевски, ама еве сега позади, гледав, кога доаѓав, имате позадина со град Скопје. Ама тие у центар сите згради, што СДСМ Заев се фалија, па го шета Вучич по центар, ги изградени со времето на Груевски. Нема ни една зграда со која може, или булевар, да се пофали СДСМ 15-20 години беа на власт као влада. Дупло голо. Нема ни една зграда. Очекуваш ли ако новиот обвинител, од тоа се вознемирија вчера дел од представниците од опозициониот блок, за она што кажа изјавата на премиерот, имам чувство дека ќе бидат изложени пред словото на законот и поранешни високи функционери. Тоа што го има премиерот, чувството е пола милион луѓе у Македонија. Се разбира. Даде, затоа гласавме. И сите имаме ние такво чувство. Така е, окей. Сега, повторно ли ќе влеземе во оној луп каде што ако има некаква си истрага за, не знам, Заев, Вице, Ковачевски, појма немам за кој, дека ќе излезе опозицијата здушно да го брани тоа дека е политички прогон и така натака. Зборувам за ќе дојдеме ли до момент кај што на правото ќе се гледа како правна процедура и спроведување на закон. Едните за другите така, но има исклучок еден од дека нешто што ги прави поинакво од сегде во свет. А тоа е? Тоа е СЈО. Значи, и у Америка се дешава сега, се случува кога они го гонеа Трамп, беше политички за едните, се он кој ги гоне нив е политички за другите. Но, законот е ист, папирите се исти, правилата се исти, судовите мање више исти, со мали промени. Кога СДСМ реши да прави прогон, не се повика на јавно обвинителство ни на судовите. Они формираа посебна организација. Они се викаат, ама сите четворица подпиша упржено. Подпиша специјален намен обвинител и точка. Еден човек. Со секретарка, кола, шофер, тоа. Они формира 120 луѓе институција која е надвор од устав. Зашто во уставот пише орган на прогон е само јавно обвинителство, нема СЈО. Ги плаќаа надвор од редовните плати и стандарди на обвинителите, им дадоа посебни простори и посебни права. Со копии на папир или копии аудио снимки да гонат луѓе, а вие да бидат дозволени као доказ. Тоа е прогон. Надвор од закон. И институцијата и по ЗКП. Надвор од закон. Тоа е прогон. Специјално излегуваш од законски рамки за да гониш луѓе кои биле некои фактори од различни области во новата опозиција на ВМРО-ДПМН. Така да не можеш да кажеш приказки. Не формираше Мицковски и оваа влада посебен оддел или посебен орган со посебни овластувања плати и надвор од ЗКП постапки овозможени за да настрада Зоран Заев или некој од неговата фамилија. Исти ви се обвинителите, вие сте. Второ, Зоран Заев ги смени судиите. Зоран Заев дигаше телефони. Зоран Заев искачаше пред суд, единствен премиер, барем у Европа, кој пред судот му вика, немој да ме терате да дигам телефон. Ке пресудите вака и вака. Тоа е јавна изјава на улица дајан. И ние брзо забораваме. Значи, не е исто. Бидејќи нема исти елементи и исти инструменти со кои твоите намери треба да се спроведат. Не можеш да ги споредуваш ова СДСМ со ништо. Па еден знам искочи и продава знање од политика.
продава за државност, продава за историја, продава за легалитет, продава за легитимитет. Поној Минчев е нешто знал кој капацитет им бил, он можел да го води СДСМ вака, после Бранко и да биде денеска на власт. Или Максо. Минчев ме вака од градов, па го знам и затоа го споменјам. Па покажа дека знае да води. Едно министерство кое е борание, кое до сега не постоело. Да го структурираш, формираш, стаиш у машина, луѓе прв па дојдени на такви функции и да даеш резултат да те викаат по Европа да држиш предавање. Значи имале луѓе, а луѓето ги продале. Имаат они други луѓе кои не ги третираат. Не можеш да заспоредаш ВМРО и СДСМ. Тоа не е исто. Не е исто. Обидот е да се направи разлика дека едните, односно денешната власт е авторитарна. Нели, и затоа Орбан е лош, бидејќи Орбан бил авторитарец, Вучич е лош, бил авторитарец. А од друга страна па на Бихачка изминативе пар месеци не баш не авторитарни потези имало во смисол на бркање поединци од партија, бидејќи јавно дале ваква или онаква изјава. Малце така судирна концепт сам во себе. Има право да збори, уставот му го гарантира тоа. Да, член 19. И нека зборат. И нека зборат и дале како што зборат до сега. Нека ги имаат истите луѓе собрани с брда с дола, едниот од шмркање од канцеларија донесен, другиот од улица собран ден денеска не вработен. Жерновски, ти да му бидеш као социјално тука, да има канцеларијиче, нешто да продава пувки на слави рогендени породнени, а у суштина да е политички неписмен до ниво кое мислам дека ниеден функционер у Македонија не бил толку политички неписмен колку Андреј Жерновски. Не знам ниеден. Љубе Бошковски. Со Љубе Бошковски може да го споредиме, Андреј Жерновски, они се интелектуално и стручно на тоа ниво. Колку Љубе што знаеше за својата политика, толку овој знае што не знае што е НАТО министер, заменик министер за надворешни работи. Тоа е Љубе Бошковски само во дел у Скопје дотеран. А и оделове се спорни, пошто еднаш кога гледам во апотека, мислам блам. Во апотека тука у Беко, зградава има доле, и доаѓа човек, Жерновски, со еден дрест, мислам од раковетен клуб во Вардар, избледен. Избледен, значи по плажи носе, веројатно малтери носени и така дале, и ни црвени гаќи довде, ципела, контура доле и црна чарапа. И ја го гледам вака, и викам, дали е могуќе? Јавна работа врши. Дали е могуќе овој параспор до ова ниво? Он сам себе толку се поштуе. И така се гледа, и така искача во јавност. Како очекува ја да го поштуем со ципела на црвени чорапи, црвени вегаќи и избледениот дрес од Вардар. Или од македонска репрезентација, за и црвен беше, не беше од Вардар, од репрезентација македонска. И доаѓа во апотека. Од тој човек ти очекува знање, памет, углед и препорака. Не очекува. Ништо од нив. Ја очекувам само она што го дале у предлог. ВМРО ДПМН знам. И владата го спроведе. Да, барем 80% го спроведе. Има некои ствари кои ги немаше у план, сега пошта ја оправа. Тоа го немаше у план со ваков интензитет да се оправа поштата, го гледам Александар Николовски и премиерот отвара поштата, почиња да функционира. После 15 години почиња поштава нешто да се прави. Патиштава што ги прават се поише од планираните. Пензиите се качени просечна збора поише од најавата. Некои ствари ќе бидат болji од најавеното, некои ќе ги нема, ама барем 80% бруто нето кој ќе ставиме као капацитет и мислам дека тоа ќе го исполни. Тоа е најбитно. Разбирам, но мене искрено не ме боли забод никаде на тема напади од СДСМ кон Алфа, меѓутоа сепак работам јас во оваа куќа и сега не можам да го игнорирам односот на тие што тврдат дека се неавторитарци, односно дека тие биле демократи и се во светската битка меѓу демократијата и автократијата, па затоа се радува, затоа нивни непријатели се, односно бидејќи имаше избори во Унгарија, ќе има во Србија и нели ќе си прогласуваат тие победи. Може и во Нигерија да прогласат победа. Не е важно. Кај победиле левичари, кај победиле социјалдемократи? Нема, Европа се менува. Германија ли? Европа се менува. Не, у Германија победија? Не, Германија први две партии се десни. ЦДУ и АФД. Словенија, Холандија, Португалија, Италија кој е премиер? Така е. Србија кој е премиер? Точно, до колинава. Грција кој е премиер?
Абе и да не навлегуваме се во однос на самите демократски процеси во самата Европа, на која што се повикуваат и тие како Европа се однесуваше во Романија една кога што се случи на изборите кога не им одговараше кандидатот. И Молдавија. Марин Ле Пен, што се случи со и така натака. Така е. Други 20. Но овој што вика се бориме против авторитарци, излегува на пресконференција и на колегата Матеја Петровски му вика: фувка ви е сега, ви го нема спонзорот, кој ќе ве финансира?" Во паника. Каков е тој однос на председател на партија кој не е прв пат да гледаме таков однос. И Зоран Заев ги прогласуваше медиумите за најголем политички непријател. Ја бев и сидел, да. Така е. Но зошто сега толков трн во... Ма зошто мислиш сега? Не само сега, тоа не го разбирам. Добро, сега. зошто не може да издржи малце па и прекумерна критика? Затоа што не е политичар. Никој ја не сум слушнал дека на Венко Филипче му го одзема авторитетот во здравството, кај што Никој, така е. Си веројатно добар лекар, за среќа уште не сум дошол до тоа ниво да му бидам пациент. Она што сум го слушал, да, дека е одличен лекар. Ја не сум чул лошо, еве, да бидам поскромен, не сум чул. Ама оно политика залутал, но не е политичар. Значи не е политичар. Као што ни Жерновски уличар не е политичар. Значи не е политичар, но Анаот Сорос, две госпоđи собрани, не се политичари, не се невладени организации кои ги тојвел Сорос со години, фондови, само им пумпал пари, а они треба да плюкаат за негови потреби. Они не се политичари. Политичар е тој што ги искочи у народ. Својата идеја кај проверува низ очите на луѓето, низ нивните зборови, негде ке трпи критики, негде ке го фалат. Ке го проверува тимот. Значи политичар е проектант на една политика. А политика е веројатно една од најсложените форми на човековата активност. Затоа што има најмногу научни елементи во неа, од психологија до психијатрија до енергетика до сите да ги нареда министерства, ти мораш да имаш некакви знаења и некакви планови како да ги ставиш у една симбиоза која ќе функционира. Така. Сложена работа е политичар. Тие трпат и порази и победи. Преска набројавме колку политичари од сегашното време губеле на избори и се враќале. Дали е тоа Словенија, дали е Унгарија утре, дали е Словачка, дали е па и Србија, дали е Грција. Тие луѓе губеа и се враќа, затоа што се политичари. Која беа у опозиција, менуваа структура, менуваа луѓе, проверуваа на терен, имаат поише време отколку да се кога биле на власт. Која идеја поминува што на народ му е потребна, што можам ја од тоа, и се враќале освежени. У СДСМ нема политичари. Значи тоа е комунистичка, најтврдокорна комунистички ментален склоп кој они го продаваат. Одидат до Европа, викаат: ВМРО, Латас, ти, Петко Јанко, вас ве загрозуваат, они се евроскептични, замисли збор. Евроскептични. Не постои ли зборот промакедонски во нивниот речник? Не, евроскептични. Значи ти не смеш и скептичен да бидеш после за тоа. И ние ќе ве браниме. И тоа поменуваше кога ние се формиравме како држава, кога дека имаше војни, Балкан, чуда, па беше Македонија нешто битна, од кај ќе летаат авионите, ако не друго. Сега више не е. Сега е мирна и стабилна и регионот и Македонија. И се они бараат спонзор, класична спонзоруша, види, платиме, ја овие ќе ги оборам, ја ќе дојдам и ќе ти одобрам све што бараат бугарите. Тоа е целата политика која и обичен народ кај мене у Зелениково што живеам, кој идам да зијам јадење доле у Багаренце, го знае. Значи не е го разбира народот. Па не сум кажала некоја мудрост, луѓе од село. А камоли луѓе што се бават со политичареви околу. Значи, не постои новинар, дури и у времето на нивниот термин груевизам, кој е суден, освен во времето на СДСМ. Значи, кога се упадна у А1, имаше група новинари, кои денеска глумат демократи, кои беа врзани со корупцијата и мутните бизнеси таму, преку кои се переа пари. Томче Кежаровски е еден пример. Томче Кежаровски е за друго, за индивидуално дело оддавање податоци за скриен сведок, како се вика. Да. Тоа е индивидуално. Што доведе до... Овдека беа врзани у бизнисот, кој на крај човекот настрада, вели Арамковски. Значи, никогаш ВМРО ни директно, ни индиректно не организирал протести, демонстрации и упади и кршење по редакции и новинари, како што тоа СДСМ веќе 15 години го прави. Никој пат ти не си чул со име и презиме у континуитет да се прозиваат новинари од премиер на ВМРО. Со име презиме. Да се навредуваат вакво лични контакти. Не.
Негде ќе се каже некоја мисла, некоја оценка, но тоа не е персонално гонење и таргетирање на нови народ. Нема такво нешто. Нивниот ген е слугански. Нивниот ген е како што служеле комунистите на Москва. Се повикувам, ти си против Сталин, уап си го Сталиновој, за ја да дојам на власт. Тоа е историјата и на комунизмот. Ние не сме у средни век, да му кажам на Филипче. Па ти да ја браниш Европа од мене. Не си те инквизиција. Па да се повикуваш на Господ, кој единствено по твоето тумачење е таков, и сите нас да не уништуваш, за Господ тебе да те стави за папа. Умрено е тоа. Умрено е денеска има комуникации. Луѓето од Европа гледаат од прва рака. Интернет има, YouTube има, портали има. Зошто да не бидам јас за некои прашања скептичен кога е во прашање Европско Се разбира. Не ти ќе ми го забраниш тоа. Ти си тумачот на Библијата. Што е Европска унија? Ти правиш религија од Европска унија. Па ја не сум религиозен човек. И што правиме сега? Што главниот проблем е за да нели влезеш таму и заглавија на бугарска трансферзала. Само ти си вратата до Европска унија. Твојата врата само води. Идентитетот е на бувљак на таа тема. Мислам и тие го. Они се спонзориши и се проституираат во политиката. Зошто не постои промакедонска опција како во нивниот речник? Дека пак ти кажа, ако јас сум против безусловна исполнување на сите барања на Софија, емпириски докажано, тие во 2017 кога потпишуваат договор за добрососедство немаше ни точка за промена на устав. Ама ние имаме и претходна договор. Се разбира, се разбира. Они го поништија и сами се откажаа. И сега кога го потпишува, алармиравме си јас и уште стотици други луѓе. Ова со историските комисии ке е огромна белја, поголема и од грчката. Не ги затворивме сите прашања. Не ги затворија, имавме вето по вето по вето. Забораваш како го напаѓа Антонио Милошовски за судењето, пресудата против Грција во Хаг. Забораваш? Како го напаѓа овде? Они беа опозиција. Како он ги нарушува односите со европските партнери. А човекот у Хаг доби пресуда дека се злоупотреба од страна на Грција со нивното вето за влез во Македонија и нивната европска положба. Имаме пресуда. Покрај таа пресуда они потпишаа капитулација. Покрај таа пресуда на Бугарија во 2017 готов договор кој е неспорен, го укина, потпиша нов со бугарите кој те темпира бомба. Со историска комисија. Така е, така е. И сега вика зашо не го спроведе тој договор ВМРО? Затоа што не ќе и не може. Затоа што не може да се спроведе. И ради тоа си проруски? Не, он види, неговото сваќање на политиката е комунистичко, ленинистичко и сталинистичко. Значи не е тоа комунизам savremen, како што се укина. Најтврд. А тоа е прогласување на некого за непријател на комунизмот. Непријател на Европска унија. Кој си бе ти, дечко, да ја тумачиш Европска унија? Кој ти дал тебе папир од Европска унија? Господине Венко Филипче, особено овој од ципелава и црвеневе гаќки, како се викаше, Жерновски. Кој ти дал тебе папир од Европска унија, ти да ја тумачиш што е Европска унија за мене? Кој ти дал? Што си ти? Амбасадор нивни? Не. Нивни бар новинар, дописник на европски некој битен? Не. Што си ти? Нити народ не ти дал мандат за тоа да го... Ти првиот си губитник затоа што на заев му ја чуваш касата. Ти вториот Жерновски си губитник кој ти исклучил у партија од 2017 па си претрчал у СДСМ, а до 2017 ги пукаше и плюкаше нон-стоп. Значи, кој сте вие да ми кажете што е Европска унија? 11-12 минути до крај. Сакам да се повикам на твоето богато искуство и познавање на вештините и способностите, например, на еден Љубомир Данилов Фрчковски, бидејќи сметам дека еден од главните идеолози во моментов, чувството ми е такво, следејќи ги неговите настапи, гледајќи го она што излегува како продукт таму. Се сеќаваш ли на онаа колумна негова пред месец и пол, два, кај што објаснува како се правила интрига и дека небањатите ВМРО-вци не знаат ни интрига да направат? Тоа не е прв пат. Значи, истиот текст он го продава 6-7 пати. Значи, јас истиот текст од дневник го јан читам. Дека за интрига да направиш, треба да знаеш интелектуалец да бидеш. Интелектуалец да си, да го познаваш Маркиз де Сад и така натака. Уште Геро беше уредник од дневник
еднаш или два пати, еднаш сигурно, два пати мислам дека истата прича имаше колумни од Дневник. Он тоа си го верегува. Али го читаме, еве, ова е Силјановска Гордана, председателката Гордана Силјановска Давкова. Има средба со председателот на Република Турција. СДСМ соопштение. Силјановска во улога за спас на Никола Груевски и Христијан Мицкоски. Зошто? Прашуваат каква е улогата на председателката во новите сценарија за бегство на Груевски од Унгарија. Ова прашање се поставува имајќи ја предвид посетата на Силјановска на Турција, а во контекст на информациите дека Груевски не може да обезбеди азил во оваа земја. Ова ли е тоа интрига ќе направиме сега? Не, тоа е глупање. И што фајде од ова? Што фајде од ова? Со што ја окупираат јавност? Ќе прашаја дали е нашпркан и до кој степен ова што го пишал. Значи треба тоа да се прашаш. Види, јас топло им препорачувам и дали да се држат до Фрчковски. Топло. Ако Фрчковски со тој малоумен ум од семејно насилство, тој малоумен ум од тепање студентки по паркези, тој малоумен ум од бркан и не посакуван во ниједна партија, и ме доказа успех, нека го тераат и дале. А колку Фрчковски успеал во животот, особено во политиката, толку и овие со неговиот ум на Фрчковски ќе успеат во политиката. А тоа значи нула. Нека не идат дале, нека не бараат никого друг, нека се држат до Фрчковски и до синот и до таткото. Ја им посакувам, затоа што тоа значи дека ќе бидат уште 15 години опозиција. Се рачуна со англичаниве, тоа заборев. За кредитите ги дале. Убаво им беше објаснето. И од мене кажано, се играш со опасни играчи. Играчи кои владеат на Балкан век и пол. На нив ги ставаш у корпа на корупција, за да имаш личен политички ќар на домашен терен. Тоа Енглез не прашта. Ако продолжиш ќе бидеш 15 години опозиција од енглезите, частен. Ако се играш со нив и нивниот углед. Сега да им кажам, терајте и дале по Фрчковски. Тој ве е најболи учител, најбрзо се разбирате. Зашто Фрчковски стана министер за внатрешни од улица Собран. Му се деси атентат, подкуп од Грција и тако дале. Отиде министер за надворешни, не знаеше англиски. Јас го знам лично. Учеше паралелно англиски со функцијата министер за надворешни. Ако тоа ви е кариера урнек, како треба политиката да се делувате? Ќе се видиме за 15 години, се надевам жив и здрав. А вие уште ќе бидете во опозиција. Едни избори кои што всушност реално треба да не интересираат, за разлика од унгарските дека биле клучни за Македонија, тоа се бугарските избори, бидејќи нашиот пат према Европа сите комшии се со влијание на нас и ние на нив. Да, но нели ветото конкретно, односно несогласувањето за наш прием во ЕУ без дополнително условување доаѓа од Бугарија. Таму во недела ќе има избори, има една специфична ситуација. By the way, не се занимава со тоа Жириновски со изборите во Бугарија, нема таму ништо спорно. Кога он ќе каже тоа што јас може да го кажам, дека мојата фамилија има човек кој дал се за Македонија и се борел со пушка за Македонија, нека го каже он тоа за себе и за својата фамилија, за да можеме да знаеме дали имаме исти стандарди и збориме за иста работа кога ќе кажеме се борам за интересите на Македонија. Што мислиш дека може да се случи во Бугарија, имајќи предвид дека Румен Радев, поранешниот председател, си поднесе оставка нели пред некој месец, а точно за да учествува на избори, нешто и што се зборуваше и се очекуваше. Еве се случува, води на анкетите, но прашање дали би можел да направи влада, таму е ситуацијата малце специфична, но онака најверојатно сценарио е дека во септември пак ќе имаат избори и во тој дали безкрајен циклус на избори или Радев на власт за нас не знам дали прави голема разлика. Румен Радев е моментално од тие што се бават со политика, најголем политички авторитет во таа држава. И веројатно со причина. Па најмалку искален, сите други пробале, се откажале, тргнале, застанале. Било кој да дојде на власт во Бугарија како влада, мислам, нема да смене нешто многу за Македонија. Зашто таму е високо дигната топката, луѓето се многу контаминирани, многу пати е употребувано тоа во политиката на македонците, ова на западните бугари тоа, за некој сега може да каже рез, стоп, тераме другачи. Значи тоа ќе се влече. Тоа ќе се влече. Она што може да се направи во Европа е како што се бара за Украина.
да не важи консензус за прием на нови, Украина да биде исклучок, ако ние имаме можност, а немаме тежина политичка како Украина, за некој тоа да се завземе, да и на Бугарија на тој начин се ветото стае на страна и да ние влеземе во Европска унија. Ама ние не може да влеземе во Европска унија, 20 години тоа го зборам уште од профил, па наам. Во оваа Европска унија Македонија нема да влезе никогаш. Во ваква. Во оваја. Односно никогаш нема прецизно сме... зборам во оваја. Да. Исто како Франција да имаме глас. Овдека Францус, овдека Англичанец, овде ние, овде Бугарин, таму Грк. Во оваа не влегуваме никогаш. Ние не, за разлика од овие, како се вика, што сака да ни ја тумачат Европска унија од СДСМ. Нас не ни треба Европска унија само заради титулата, во НАТО сме. За мене тоа е поважно отколку Европска унија, ако морам да ги рангирам. Зашто тоа обезбедуваш нешто што земјата сама не може да се обезбеди, а тоа е безбедност. Воен. Ние сме мали, најмали у околинава. Немаме толку пари за да купиме 10 ни моќни луѓе. Okay. Така е. Али можеме да се обезбедиме стандард на Европска унија и без Европска унија, и правни институции и без Европска унија, па имаш држави и без Европска унија, дали Австрија, Швајцарија и други, кои тоа си го обезбедиле. Значи можно е. Треба да се стремиме да имаме бољи правосуден систем, здравство и образование. Овие три се клjuč. Но недовербата внатрешна кон системот произведува такви потреби да, некај сите луѓе се разбира, да имаме потреба ние од арбитар од страна кој што ќе каже да ова е добро, ова е лошо, ова е такова, не е Јас сум учел така. и економија која има и политичка економија. Значи, у економија држава порано беше 5, сега се качува кон 10. Држава испод 7 до 10 милиона, тешко е да организираш. Многу роднини, многу пријатели, многу племиња, многу локал патриоти, многу све измеѓу себе измешано и не можеш да спроведеш така лесно закон. Потоа стануваат локалните конфликти, национални конфликти, пошто сте малку, прилеп со битола да се скара за еден фудбал, да се степа 2-3 пати у година во сезона, ти веќе едната година имаш локални проблеми. Више не поштојат ни партија, ни ништо. Прилепското или битолското, или Охрид Струга, се едно. Значи, ние тука тој услов не го исполнуваме и ние мораме да имаме некој репер кој нас не надминува. Нека бидат тоа европските стандарди. Немам ништо против. Тие се добри. Стандарди зборим. Како организирано право, како организирано здравство и како организирано образование пред се. Дај Боже да бидеме како Чешка, Словачка, Маđarска, маливе држави, Унгарија. Значи, не мора да бидеме Франција и Германија, како маливе држави и ние устроени по овие три главни прашања. Биле, не биле. Нема влез у оваа Европска унија. Гледајте дома, гледајте у својата фирма, гледајте у своите проблеми со образование, здравство и правен систем, да нешто примените, подобрите, вршите притисок да се подобри и така дале. А СДС со Библијата од Тврчковски нека тера дале. Многу верници ќе имаат. Со Библијата на Тврчковски сум убеден. Толку многу што нема да имаат соба у која може да ги соберат. Да не остане неискоментирано, Урсула фон дер Лејен баш во изјавата, во честитката до Петер Маđар и до унгарскиот народ за изборите, патем таков автократ, злобен, не паѓа баш така лесно на избори, нели? Ама види, тоа е прво не политички, он е незин колега, она го представува него. Како и да е, во однос на на што ни интересира, рече, сепак сметаме дека треба да се парафразирам, но зборуваше за консензусот, односно за променување на начин на носење на одлуки во Европската унија на полето на надворешната политика. Тука е пример заемот за Украина, тука може да биде и не се наде, поврзано со таму е Македонија. вака работата во Европска унија. Значи, ништо нема да се случи во Европска унија. Кешов од 90 милиарди, само за тоа се збори у Брисел. Ти кажав, поред проценките на американска влада, 20, 25, 28%, значи, од парите што влегуваат во Украина се украдени и корумпирани. Тоа е првиот печаток нивни. Они уште не влегуваат, само Пентагон го гледа. Не отидоа по подлабоко и пошироко, Сорос, Морос и се. Значи, 20 милиарди лежат на астал, кои европските бюрократи и нивните сервисери по локални држави може да ги украдат. Тоа е најбитно за нив.
Све друго каква Тој игра Македонија? Никој не збори за Македонија таму, никого Македонија не го интересира. Има 3-4 дежурни реченици кои играат. Добро напредувате, евроинтеграцијските процеси добро ги вршите. Треба да се спроведат преземените обврски. Така, обврски и со Бугарија да влезе до устав. Ето тоа е. И ништо друго не се збори. Ништо друго. Тука ние не сме играчи. У Европа има енергетски проблеми. Истиве германци кои истава Урсула фон дер Лајен која до пред 4 години ги подсетуваше германците дека треба да ги затворат атомските централи, затоа што има донесено закон, а таа доаѓа од Германија. Сега им вика да инвестирате енергија и пари во атомски централи. Бе, не е тоа само послуга, не се купува, не е кола. Или на едно дугме, онено. Да. Мора да завршуваме, значи, мора да како треба тоа ќе ти каже Урсула фон дер Лајен, ти гледај дома како ти е и гледај кај ти е подобро да бидеш со оваа власт или таа. Кога си во криза и кога си болен, бираш лекар. Ние сме пред криза и треба да одбереме колкава потроши ќе даеме на владата за таа криза да ја пребродиме полесно од другите. Благодарам на одвоеното време, мора да завршуваме тука. Следиме ситуација, се во Брисел не се зборува за Македонија, ама ние зборуваме, нели, бидејќи стало ние си ја сакаме и се грижиме за незе. Закажувам следна средба во не знам, кога моментумот ќе изискува. Во едно време. И во очекување на тоа да и од оваа емисија произлезе некое ново соопштение дека проруските латаси Бетмен повторно шире евроскептицизам. Ја немам ништо против да бидам ни проамерички, ни проруски, ни промакедонски, ни пробугарски, ни прогрчки. Промакедонски само и ништо друго. Латас, да си ми жив и здрав, се гледаме во следна прилика. Ти благодарам на тебе и гледачите кои беа со нас. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Следна средба утре по 22:30. Дотогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ног Македонија, главата горе.